Здраво, драги пријатели, време е за уште една епизода на емисијата Се кладиме. Заедно со мене е човекот кој што има интернационална кариера ракометна, тој Иван Марковски. Пред се ти благодарам за одделеното време во овие неколку дена додека си во Битола, да поразговараме малку за повеќе прашања. Имам тука спремно од интернет, од локални чаршиски муабети, некои интриги работи, за кои што ти си делумно вмешан, делумно имаш некои мислења и така натаму. Благодарам, Марија, на поканата. Вака, ајде ги започнеме. Прво имаме отприлика околу 15 до 20 минути да почнеме директно со прашања, имаме околу 13-14 прашања, ако не излезе нешто плюс, ти си разговараме за тоа. Прво прашање, како тебе ти се гледа сега ракометот некогаш, во златните времиња на битолскиот ракомет би рекол, и ракометот сега, за наше локално ниво? Па добро. Не ми ги гледај прашањата. Супер. Знаеме дека во последните неколку години ракометот во Македонија стана број еден со самиот успех на првен на македонската национална репрезентација, потоа на клубски план, со успехот на Вардар и двете освоени европски титули, и тоа е нормално дека Македонија како држава добија добра афирмација и на некој начин не пропознаваат по тие успеси. Ако ги споредувам нашето време во кое јас играв и мојата генерација и ова денес, тоа е многу две различни Можда сваќања за театар, ова за спортот, да, и за ракометот. Зошто го велам тоа? Бидејќи ако гледаме тогаш и денес, условите во кои денес ги имаат денешните клубови, денешните играчи се многу поразлични од оние услови кои ги имавме ние. Да знам, јас би рекол можда и полоши на локално ниво. Па да, ако направам некоја паралела сега во Македонија, збораме генерално, се многу подобри условите во она време кога ние игравме, во она време кога ние стваравме своји кариери, кога ние се боревме за некое место под сонцето, и ова денес е многу различно. Зошто го зборам? За да станеш репрезентативец на Македонија во тоа време беше многу тешко, бидејќи требаше да влезе во конкуренција на 12 играчи. Денес е тоа во конкуренција на 16 играчи и во една конкуренција на 3-4 тимови квалитетни, а во тоа наше време лигата и надпреварувањето во тоа време беа многу по конкурентни. Имаше 7-8, можеби 10 екипи кои што беа подеднакви и требаше на секоја позиција имаше квалитетни играчи, и ние мораше да бидиш секогаш да бидиш подобро од твојот конкурент за да бидиш на списокот на репрезентацијата. Зошто велам репрезентацијата? Бидејќи ние ајде и јас во тоа време нашите амбиции и цели беа високи, да играш за националниот тим. Другиот чекор беше да играш во некој од европските клубови, и сето тоа на некој начин, сето таа амбиција и желба ни се оствари. Паралелата денес и тогаш. Во денешно време, на сметка на тоа наше време, јас би рекол, ова генерација, репрезентација и клубови го направија тој успех. Ние ако правевме некоја подлога со првото европско и светско првенство и учество на македонската селекција и тие успеси на Пелистер од Лемго и финалето на Челендж купот и така натаму, беа за денес македонската репрезентација и сите клубови да бидат она што се денес. Пелистер беше синоним. Пелистер беше нешто. Колку години беше во Пелистер? Јас од почетокот на својата кариера до самото заминување до 2000 година, значи добри 10 години настапував за Пелистер. После реков амбицијата беше да се оди да се игра за некој од големите европски клубови. Сето тоа мене како играч ми се оствари. Јас ќе бидам нема да ќе се лажам себе си, го кажам дека не направив една, барем за мене, успешна кариера, иако некој сметаат дека можеше таа кариера да биде уште поголема и подобра, но кога се тргнува од Македонија и јас како генерално сум задоволен и реков дека ако многу релативно млад престанав да играм
ракомет на своји 33 години, релативно рано. Реков дека еден ден како тренер ќе го надокнадам тоа и дека ќе пробам сето тоа што не успеав да го направам како играч, каде што можев да напредувам уште повеќе, ќе го направам како тренер и денес ми е драго што јас еве на релативно млади години почнав да работам и да стварам кариера во странство и во земјата на европските, светски, олимписки прваци Франција и тоа е сега за сега една добра приказна. Така, супер. Сега си тренер на Самбре Авенсоа. Значи тоа е женски ракометен клуб кој што се наоѓа во близина на градот Лил во Франција. Да, тоа е во северна Франција, релативно млад клуб. Ова година имавте голем успех. Да, во оваа година го освоивме првото место во конкуренција на 16 екипи поделени во две групи и мислам дека Самбре Авенсоа како клуб релативно млад, реков, бидејќи од самото основање на Самбре Авенсоа веќе 14-та година многу брзо се развиваат како клуб и за релативно краток период стигнаа до D2 друштвото кое е сериозно надпреварување и еден многу сериозно друштво на многу репрезентативци од сите држави. Линијата помеѓу Елефанш или таа прва француска лига и D2 е многу мала. Разликата е во буџетите, а квалитетот на играчите е многу сличен. Дали се пресудни парите за спорт? Да. Да бидеме искрени, да. Ние мора да бидеме искрени дека тие две работи не одат одвоено. Јасно. Нас Вардар ни го даде примерот како се станува европски шампиони или се достигнуваат највисоките спортски успеси врвови. Така и во Франција, дека без пари не оди ништо. Може една година до две да биде само импровизација или добра... Да. Ентузијазам, посветеност и професионалност, но потребено време тоа некако крахира. Крахира, точно. Мислам дека финансискиот дел се многу битен сегмент во спортот. Зошто го зборам тоа? Повлекува услови за работа, квалитетни играчи и така натаму, припреми и така натаму, но мислам дека во овој момент Самбре Авенсоа, мојот клуб кај што работаме, еден одличен проект. Јас во тековната сезона го покрај тоа што го направивме на големиот успех на клубот на резултатски план. И тоа со жени. Со жени, да. Мислам дека таа приказна многу добро и дури од нашите предвидувања оди многу побрзо. Мислам дека е на добар пат ние да не ова година, него таа следната и таа третата таму, дека ќе го нападниме таа прва лига, бидејќи условите или во некои разговори моите пријатели сите овде во Македонија ме прашуваат, ние завршивме први, ама не влеговме во Суперлигата. Француска федерација не дава на секој да играте во најквалитетното друштво, мора да исполнуваме услови, мора да имаме буџет помеѓу 700 милион евра, мора да имаме сала со минимум 1800 гледачи, значи формацијата, младински категории и така натаму треба да бидат во некој друг облик. Ние сме на добар пат, ние веќе го правиме тоа. И мислам дека Самбре Авенсоа е приказна која што доправа, ќе се слушне, веќе се зборува доста за нас во Франција. Ние сме клуб кој што во последните 2 години направи најмногу од сите други екипи во нашиот ранг и мислам дека сето ова што ни се случи во овие 2 години резултатски и како клуб растеме, дека ќе ни биде уште поголем мотив и мене и на луѓето кои што го водат клубот да направиме да достигнеме тие највисоки цели и пласман во првата француска лига. Така, како е да се работи со жени? Си бил тренер и на мажи и на жени, на Металург, мислам така? Не, јас играв во Металург, али бев тренер во Еврофам работник, значи така, првата наша сезона. Добро, значи пак е ме прашање да ќе го вратам назад, значи основач на Еврофарм заедно со Зарков. Да, така, ние сме 50% основачи на проектот Еврофарм работник. Мене ми е многу мило и драго што можеби сега не се спомнуваат нашите имиња. Еве ги спомнуваме. Во последно време, но ние имаме јас барам и Александар дека сме горди на се ова денес што се случува, бидејќи тргна од негде таа работа и за кратко сега веќе направот на Лига на шампиони. Да. Супер смислено. За релативно краток период стигна клубот да биде реномиран, да се направува во највисоко ниво
мислам дека и на претходното што зборувавме, тоа е исто дека без финанси стои зад нив еден стабилен, силен спонзор, еден човек кој што Силјан Мицевски, кој што долго време го водеше Пелистер во оние неголеми успеси и во Југословенската лига и во поново време во Македонската лига, значи тоа е неопходен така и рецептот е едноставно тој дека се направи тој микс на добар маркетинг и квалитетна работа во спортскиот оддел и резултатот доаѓа. Со кој е полесно да се работи, со мажи или со жени? Јас никогаш не мислев дека еден ден ќе работам со жени во мојата тренерска работа, но сега ќе бидам искрен дека работата со жени е одговорна. Работа со жени е специфична, но треба да пратиш на секој месец кога доаѓа менструација, мала шега. Да. Кога да не ја гибаш некој нервозна и така натаму. Имам еден посебен однос со моите играчи. Јас стварно сум задоволен од досегашната работа со нив. Наметнавме еден многу добар, квалитетен, професионален однос тренер-играч, се знаат црвените линии, се знаат работите во клубот кај нас кој што може и мора да прави и мислам дека сега јас добро се снаоѓам во работата со жени или во женскиот ракомет и мислам дека дури и размислувам во некое идно време да се задржам подолго во тој дел и зошто го велам тоа дека секоја ова работа која што ја работам од самиот почеток и овој проект од работник. Јас кога заминав кога дојдов во Франција од работник, системот на работа и се тоа што го работам сега не го сменив, него едноставно верував дека работиме правилна работа и во моментот ние кога не бевме дел повеќе од овој проект, мислевме дека правилно работиме. Сакам да кажам дека тоа што сега го работам во Франција некој начин продолжеток на тоа и дека даде резултат, дека е тоа правилна работа и дека постои некаков балкански менталитет во комбинација со некои етички, морални вредности, професионални. Кога доаѓав управата на францускиот клуб Самбреа Венсоа во еден неформален разговор ги прашав зошто се одлучија за тренер од странство, посебно од Македонија, рекоа дека тие го сакат балканскиот менталитет, дека ние сме родени победници и дека во еден момент кога тие се одлучија за странски тренер нема дилема покрај моето CV како играч и како тренер. Нема предрасуди. Дека нема предрасуди. За после 2 години во моментот кога го разговаравме за продолжување на соработката, јас го продолжив договорот на плюс 3 сезони, дека стварно беше добар избор, дека тој победнички менталитет полека го наметнуваме во мојата екипа и дека работата на тие балкански тренери или тој балкански менталитет кој што ние го туркаме таму да речам, испаѓа дека е правилно. Дека функционира. Баш. Дали има нервозни моменти во текот на ова и дали пцуеш на македонски да не те разбират? Искрено, ова нема да се преведи, нема никоја француска. Денеската работа е многу стресна работа, морам да кажам, но во првиот момент јас како со својот темперамент како што го имам бев стварно малце и поќе нервозен од што треба. Луѓето се чудеа во Франција спортот, ракометот на некој начин е на вид на забава. Зошто го велам забава? Не дека е многу забавно, дека спортот или ракометот го гледаат како еден дел од општествениот живот, нормален на покрај секојдневните обврски и работи што ги имаат. И дека тоа за нив, не таа нервоза и тоа може некогаш тој темперамент за нив беше малку чуден. Но тие препознаја дека јас сум максимално професионален, дека јас 100% се внесов во таа работа и дека мојот начин на водење на екипата е таков. Но со самото време, со самиот работа со екипата, јас полека се прилагодив и дека на тоа и дека сватив дека не е се да видиш само да викаш, да псуеш. Да, има моменти кога јас псујам на македонски, но верувајте, играчите кои што поминале
наши балкански играчи заедно во екипите кај што играат, ги знаат сите тие псовки и малце сум внимателен, да, малце сум внимателен во тој дел, но верувајте, премногу имаме респект и страхопочитување меѓу себе и мислам дека во овие 2 години јас се осетив лично како стварно како тренер кој што работи со екипа која ја почитува работата на тренерот, а за возраст тој фидбек е напредок на сите играчи во однос на играчкиот дел и нормално резултатот генерално како резултат на екипата и напредокот што во релативно овие не знам 2 години ние стигнавме на врвот кај што за нив беше незамислимо. Кој е патот сега на локален ракометар македонски зборувам до Европската лига, до европските клубови? Дали постојат правила, дали постои некаков пат, некаков начин? Не знам, менаџери. Кој е патот? Јас вака, ако се повикам од мојот пат и на мојата генерација што станавме во тој дел ракометари кои што играе на врвно ниво, зборам и Лазаров, Кирил и Бранко Ангеловски, па по старата генерација Томе Петревски, Александар Зарков и така натаму Игор Котевски, можам да речам дека голем играч се раѓа. Значи големите играчи се раѓаат. Се друго е работа на талентот, велат да, талент можеш да бидеш талентиран во секоја работа, но 90% е посветеност и работата на тоа. Јас мислам дека сите ние во таа генерација наша дадовме еден максимум, вложивме во себе и ние, ако на почетокот на разговорот ме пратевте, реков дека мора да верувате да имате високи амбиции. Денешните наши млади ракометари не верувам дека имаат високи амбиции, а сакам да е тоа така. Од типот дека сакам да бидам најдобар, сакам да играм во недобриот европски клуб и да играм на секој европско, светско напредување олимпијада. Кога тој таков ракометар и тргнува со таква идеја, ќе успее. Доволно е на пола, стигне тоа ќе ќе успее, верувајте дека ќе успее. Мора да го следите, да ја следите вашата амбиција. Амбицијата е најбитниот момент во дали играчкиот или во тренерскиот дел од работата. Си играли во Италија, Шпанија, Хрватска, тука во најдобрите клубови, да. Ватростална, Металург. Кажи ми, кога си играл, са на ти се обраќаме, ти да си разговараме заради тоа што пак. Ние сме пријатели долго време. Си играл тука против Пелистер, сигурно. Да. Како е чувството? Дали во одреден момент професионално за професионално играш во клубот и така натаму? Во еден дел од кариерата, една сезона настапував за Вардар во Костална и игравме финале на плейоф со Пелистер. И прв пат во кариерата играв против својот клуб каде што се афирмирав и каде што играв долго време. Дали има такви емоции, некои мисли додека играш? Кога вие играте за својот клуб и кога влезете на терен, емоциите се многу настрана. Јас барем така го чувствувам тоа. Јас играв против Пелистер и бев во таа финална серија бев еден од најдобрите играчи на мојот клуб, на Вардар во тој момент. Иако игравме против Пелистер од една причина што кога играш за својот клуб дава се професионализмот не трпи импровизации, ниту пак трпи емоции и мислам дека во тој момент кога беа тие 3 надпревари, јас со сета своја енергија сакав да бидам за да победам со мојата екипа. Од другата страна беше Пелистер, клубот кај што израснав и плюс 7000 публика кои во доста случаеви навивале за мене, го спомнувале, моето име скандирале, но верувајте прв пат тоа може го изјавувам, никогаш битолската публика не беше негативно настроена без разлика према мене, без разлика што сум играл за Вардар и за Металург, ни една псовка, ни еден лош збор не добив од моите битолчани, бидејќи мислам некој го препознае мојот професионализам и сето тоа што јас во тој момент го правев за тој клуб. И јас на крајот на мојата кариера, никој не знае, јас кариерата ја завршив во Пелистер. Моите последни надпревари беа во Пелистер. И јас на некој начин се одолжив на тоа што клубот направи за мене, ме афирмира и на некој начин ме достигна до сите. Сигал во повеќе клубови во различни земји. Дали имаш некое
не мора да се каже ни клубот ништо, некое лошо искуство, некое искуство кое те паднало многу негативно, добро. тешко, разочарувачко. Што правиш во тие моменти кога паѓаш од дугот? Сигурно има Ние падови. на Балканот клубовите претходно знаеа да на контекст на вашето прашање дека клубовите, дури и најголемите, на пример Загреб, беше клуб каде што ние бевме големи професионалци, екстра квалитетни играчи, а игравме без пари. Значи тој беше некој момент каде што бевме немоќни. Настапувавме во Лигата на шампионите, игравме на највисоко ниво, но клубот функционираше Загреб така. Еден од најголемите професионални клубови, но во тој момент имаше проблем каде што 5 до 6 месеци ние не примавме никакви финансиски средства. Еве и денес се случуваше тоа со Вардар, знаеме дека нешто слично на тоа, но кога си во теренот, кога работиш та работа, финансите се битни, но на теренот ти не размислуваш за пари, не размислуваш за проблеми, едноставно се фокусираш на твојата работа и да го даеш максимум да бидеш што подобро. Така, каде се чувствуваш дека твојата амбиција поголема е кога беше на терен или кога сега си на клупата на некој начин, кога менаџираш целиот? Мислам дека тие не се две различни, тие се две исти работи. Кога како млад играч на 17 години прв пат заиграв за македонската репрезентација, беше мојот прв остварен сон. Следниот чекор беше да играм во некоја од најсилните лиги или во најголемите европски клубови, и тоа ми се оствари. Првиот мој трансфер надвор беше во Метковиќ Јамбо, екипа кој го освои ЕХФ купот таа година. Следната година игравме на колку години? На 21. Кога следната година игравме во финалето и бевме поразени од Магдебург, и тоа беше на некој начин нешто што јас како дете сум тежнел и дека си рекол дека еден ден сакам да бидам врвен ракометар, не просечен. Так. Сигурно. Во тренерската работа сега е исто. Ако завршив кариера на релативно млади години, реков дека со тренерската работа нешто ќе надокнадам. Луѓето ту во Самбреавен соа некогаш разговараме, викам дали сум јас преамбициозен за вас. И тие викат да, Иван, ти ни рече дека проектот ќе одераме чекор по чекор, степ бај степ. Али нас набрзо ни зачекорија амбициите и успесите и реков дека може сум преамбициозен за нив. Така. Зошто кога осетив јас дека во земјата на ракометот, на светски олимписки прваци во машка и во женска конкуренција, работиш една работа и е цената вашата работа, мислам дека можам да работам сегде, полн сум со мотив, значи енергија позитивна и сето тоа што го носи, и мислам дека овде е само почеток на таа моја работа. Ве уверувам дека јас нема да застанам на D2 ниво француско, дека моите амбиции се многу повисоки, па кој знае, еден ден можеби ќе ги нападнеме тие европски и светски титули кои што ги освојуваат сега нашите колеги. Кога би направил една споредба во кратки црти, европскиот ракомет и нашиот, дали има разлика и вака во 2-3 реченици, чисто ме интересува. Мора да бидеме малце и реални. реално. Мора да бидеме реални. Ние сме една мала држава кај што за многу краток период направивме огромни работи. Вардар направи супер резултат во овие 3 години, 2 пати го освои европскиот трон. Можеби на клубско ниво се уште не сме во другите европски купови, не знам, Челлендж куп, ЕХФ куп. Женскиот ракомет, сакам да бидам искрен, јас кога ме прашуват зошто немам играч од Македонија, јас релативно не го пратам женскиот ракомет, не сум сконцентриран толку, нема ни многу каде да го пратиме женското првенство. Мислам дека заостануваме негде во тој дел од големата петка, пет најголеми првенства, француско, шпанско, германско, па и унгарско првенство. И мислам дека тука се должи тоа на слабата лига. Недоволно е 2 клуба, 3 да бидат во една конкуренција, значи треба да има поголема конкуренција, поголеми квалитетни, точно. Многу е битно и изборот на странци и квалитетни играчи. Значи тоа е многу битно, битен сегмент како квалитетни играчи по квалитетно првенство.
Јасно. просек и нешто подолу е неквалитетно и не доаѓа до израз. На некој начин ни младите играчи не можат да напредуваат. Зошто? Во времето наше иде од типот на Новокмет, Слобо Николич и така натаму играчи кои што ние учев, Мирза Меметов, Билал Шуман, тие беа некој начин идоли и ние гледавме секој тренинг нешто да украдиш, да земиш од нив, па да бидеш што подобар. Не сум сигурен дека денешните деца и млади гледаат видеокасети како ние што гледавме. Јас и Бранко Ангеловски, јас и Бранко Ангеловски знаевме да гледаме по 6-7 сати видеокасети да одма следниот тренинг го пробаме тоа што сме го видели и може на некој начин тоа е разликата и таа споредба од денес и претходно. Но мислам дека европскиот ракомет доста граби напред. Значи почна и да се вртат и милионски суми, значи да се приближуваме према кошарката и фудбал. Уште е таа голема дистанца, но полека сме на тој пат и мислам дека уште треба да ствараме најпрвен услови. Треба да ствараме услови во нашата држава да се работи доста со тие млади категории, да имаме своја база, значи да излегуваат наши играчи, не е добро да купуваш секоја година 10-15 играчи и да имаш само еден. И да имаш само од Македонија, значи треба да ствараме, значи тие се предуслови. Да ствараме играчи, а на тие деца да створиме услови. Мислам инфраструктура, добри сали. Дали е полесен патот сега? Еве пак ќе се вратам на едно прашање, кратко прески го одговоривме на македонски локални ракометари за патот до Европа. Дали постојат сега поголеми шанси? Значи имаме интернет, дали постојат поголеми конекции, дали доаѓаат некои селектори тука да гледаат? Па со самиот успех на Вардар веќе Македонија е интересна за сите. Така, Филип Кузмановски, Талевски се тие последните играчи кои што на некој начин исплива и млади релативно заминаа во Германија. И тоа е еден добар показател дека некој ја прати работата од големите клубови, ајде и менаџери да речеме, дека ја прати работата на младите категории, но мислам дека тука стагнираме во тој дел. Значи не е доволно да го чекаме сега после не знам Лазаров, Талевски, Филип Кузмановски сега кај се. Добро е на 6 август почнува светско првенство на ракомет во Македонија за кадети и тоа е добра шанса на младите ракометари да покажат дека местото им е со недобрици. Ќе има доста менаџери, ќе се прати. Мислам дека имаме една добро селектирана генерација. Мислам дека и Битола даде еден таков репрезентативец, играчот на Еврофрам, работник Бобан Каковски, еден одличен, прекрасен талент. И мислам дека тука шансата не само за него, на сите, да бидат следните Лазарови, Филип Талевски, Кузмановски. Со кратки одговори, овие се тие чаршиски муавети, прашања и така натаму. Еврофрам работник е на прагот сега на Лига на шампиони. Има сега муавети, уште немаме никакви информации, ништо. Има муавети, дали ќе се фузираат со Пелистер? Според тебе? Па, и да имаш и да немаш информација? Иако имам доста информации, сум инволвиран во тоа, би рекол дека да оставиме на... чекам и сакаме на некој начин наш локален клуб. Ќе оставам на времето, јас мислам дека е реална опција и се надевам дека ќе се остави. Кој би било новото име? Оти е доста комплицирано. Еврофарм предпоставувам, предпоставувам или обратно. Да? Пелистер Еврофарм. Добро, тогаш како би бил дресот или логото? Логото предпоставувам дека ќе биде на Пелистер, предпоставувам. Знаејќи дека ЕХФ ги бара пред време бара боја на дресови да се пријави за Лигата на шампионите, предпоставувам дека ќе бидат на Еврофарм, предпоставувам. Не мора да значи. Да, добро, ќе видиме. Ќе видиме. Уште многу малку време, али ќе видиме. Добро. А салата некои услови не исполнува, тоа знаеме. Дали ќе гледаме ние битолчани тука, значи Лига на шампиони треба до Скопје да оди. Би било штета ако битолските клубови, битолскиот клуб фузиран во едно време не гледа европски ракомет. Да, точно дека салата не исполнува услови, но сето тоа е остварливо. Имаше инспекција на СЕХА Лига и на Европската ракометна федерација и ти да му дадоа насоки на луѓето од клубот како да ја приспособат салата. Верувајте, Битола заслужува еден спортски објект, не од типот од овој тип, значи стварно заслужува едно ново издание кое што ќе ги пречека сите европски големи клубови. Јас мислам искрено, сметам дека
работник, Еврофарм работник треба да тежне да ги донеса најголемите европски имиња во Битола, од типот од името на Пари Сен-Жермен, Киелце и така натаму. И мислам дека тоа треба да биде нивната амбиција и да Да, тежне. со задоволство би гледале. А за сето тоа, за тие да дојдат, не треба да имаме една добра, пристојна објект сала, а мислам дека луѓето од Еврофарм се спремни кадарни да го направат тоа. Дај Боже. Фала ти, мислам нафрливме еден куп прашања, еден куп одговори, можда некои провокации и така натаму. Фала ти многу на разговорот. Благодарам на поканата, со задоволство и Доаѓаме во Франција да гледаме ракомет, ако не вие исто може да дојдете. Да ќе ми биде мило и драго ако вие дојдете, ќе бидете мои гости и ќе секако ќе видите ова сето што го зборував јас и сето тоа што се случува во мојот клуб е стварно една супер Фала ти приказна. многу на разговорот, на вистина ентузијазам ми даде, вака некако ме измотивира. Молам и се гледам во следна прилика. Фала ти.